Здраво на сите! Добре дојдовте во новата епизода на Shortcut. Јас сум Гоше и во наредни 10 минути ќе ви ги представам најважните случувања и настани од изминатава недела. Во новото издание на Shortcut следува: започна новата академска година. Студентите се вратија во амфитеатрите. Репортажа низ скопските улици. Не секоја населба нуди услови за возење велосипед. Заврши модниот викенд за есен-зима со колекции од рециклиран материјал. Останете со нас, почнуваме веднаш. На универзитетите во земјава во петокот, во услови на пандемија, се одржа првиот академски час. Поради ситуацијата со COVID-19, предавањата во зимскиот семестар студентите ќе ги следат комбинирано, онлайн и со физичко присуство, зависно од големината на групите и спецификациите на студиските програми. Ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, Никола Јанкуловски, ги поздрави новите студенти на правниот и филозофскиот факултет и им посака да ги искористат можностите кои ги нуди универзитетот. Персоналот на Универзитетот Мајка Тереза пак, посакувајќи им добре дојде на студентите, информираше дека зависно од бројот на случаи со COVID и епидемиолошката ситуација во земјава, ќе следуваат и посебни одлуки за одвивање на процесот на студирање. Посакувајќи им среќна и успешна академска година, ги потсетуваме студентите дека рокот за аплицирање за државни стипендии во Министерството за образование и наука е до 15 октомври. Студентите кои немаат можност да аплицираат електронски, може да пополнат печатена апликација што се наоѓа на вебсајтот на МОН и да ја достават заедно со останатата потребна документација во Министерството. Исто така, МОН повторно го објави повикот за студентите кои аплицираат за субвенциониран студентски оброк. Имате рок до крајот на месецов да аплицирате за средства во износ од 2400 денари месечно во текот на целата академска година. Во Македонија ќе продолжи увозот на користени возила кои загадуваат животната средина. Поради зголемувањето на степенот на моторизација на населението во земјава, се зголемуваат и стакленичките гасови од транспортот што доведуваат до климатски промени. Иако властите ветија дека од годинава ќе се забрани увозот на користени возила постари од 10 години, последните информации покажуваат дека ветувањето нема да биде исполнето пред 2022 година. Одложувањето на забраната за увоз на користени возила со Евро 5 стандард доаѓа заедно со доцнењето на серија законски мерки и рестрикции кои треба да го дестимулираат користењето на овие возила. Во текот на последните 3 години не беше спроведена објавената мерка за воведување еколошки налепници, со кој во периодите на висока загаденост ќе се забрани движењето на возилата што испуштаат најмногу штетни честички во воздухот. Регистрирани се вкупно 500.633 возила, односно за една деценија бројот на регистрирани возила се зголемил за 150.000. А она што најмногу вознемирува е растот на просечната старост на возилата, која во 2020-та достигна 19,4 години. Продолжуваме со главната тема, која се однесува на немањето услови за возење велосипед по скопските улици. И покрај заложбите на градските власти, условите за возење велосипед не се исти во секоја населба. Нашите новинари прошетаа низ скопските улици, а за да дознаете со какви предизвици се соочиле, погледнете ја главната сторија на Shortcut. Во Скопје забрзано се градат нови велосипедски патеки и се реконструира постојната инфраструктура за велосипеди. Градот за прв пат годинава ја надмина должината од 100 км велосипедски патеки, а градските власти годишно градат над 15 км од ваквата инфраструктура. И покрај тоа што постои можноста да се движиме безбедно со велосипедите во централните делови на Скопје, сепак велосипедската мрежа има и своји проблеми. Одредени скопски населби немаат ниту една изградена велосипедска патека. Велосипедистите од овие делови на Скопје се приморани или да се движат по улица, или да користат автомобил, односно јавен превоз. Така, например, во населбата Ѓорче Петров, веднаш по кружниот тек во правец кон населбите Даме Груев и Волково, не е изградена велосипедска патека. Жителите од овие скопски населби се приморани да се движат по улица со своите велосипеди, што е многу опасно поради големиот број возила. На нашето прашање какви се условите за возење велосипед во населбата Даме Груев, жителите ни го дадоа следниот одговор. Не само во мојата населба, општо да се вози велосипед не е баш безбедно. Не само заради тоа што нема доволно место каде да се вози, туку и затоа што мислам дека велосипедот не е доволно почитуван во сообраќајот. Граѓаните тврдат дека на мостот пред населбата Даме Груев треба да се интервенира за да се зголеми безбедноста на велосипедистите.
Од Даме Груев, нашата велосипедска прошетка ја продолживме во Сарај, каде што патека за точаци постои единствено на мостот пред влезот во населбата. За да возат точак, граѓаните од Сарај мораат или да се движат по улица, или да го споделуваат со пешаците тесни од простор од нивните патеки. Додека снимавме, забележавме велосипедистки кои тргнале на прошетка до Матка. Тие ни објаснија дека од Сарај кон Матка нема велосипедска патека, со што е загрозена нивната безбедност при движењето. Доста ризично, бидејќи возиме по улица најголем дел. Има многу сообраќај, многу коли, така доста ризично. Нашиот увид во состојбата со велосипедската инфраструктура продолжи во населбата Драчево. Увидовме дека велосипедска патека по булеварот Борис Трајковски има само до Пинтија. Пред влезот во населбата Драчево се забележува споменик велосипед, кој сведочи за едно од загинатите лица на оваа сообраќајница. Недовршената траса на булеварот Борис Трајковски кон Драчево е особено опасна, бидејќи не постои ниту пешачка патека по која велосипедистите би можеле да се движат. Инаку, со идентичната состојба на недостиг на велосипедски патеки се соочуваат и други населби во Скопје, како што се Радишани, Шутооризари и Железара. И покрај тоа што во Скопје се градат нови велосипедски патеки, впечатокот од нашата прошетка низ градот е дека постои нееднаков третман на сите скопски населби. Младите од населбите што се оддалечени од центарот на Скопје ја бараат неопходната велоинфраструктура, како би можеле и тие побезбедно да се движат до своите посакувани дестинации. За патиштата можам да кажам дека Карпош центар има патишта и дека е во ред, но додека стигнеш до Карпош, кај ќе возиш? 2 и 3 октомври годинава беа посветени на модата, со што се одбележа 24-тото издание на модниот викенд, воглавно во Битола, Скопје и Штип. Просториите на клубот Јагода беа исполнети со модни парчиња од локални дизајнери кои работат во областа на одржливата мода. Вкупно беа изложени 7 колекции, сите направени со материјали што биле претходно користени и рециклирани или такви што во нивниот состав имаат природна структура на чист памук. Според тимот на Модна револуција, еден од организаторите на настанот, интересот бил задоволителен и донел доволен број посетители. Шорткат продолжува со интересни вести. Јужнокорејската хорор трилер серија Squid Game на Netflix има многу добри шанси да стане најпопуларната програма досега на оваа платформа. Серијата од 9 епизоди е првата корејска серија што го достигна врвот на стриминг платформата во САД, Велика Британија и во други 80 земји. Squid Game е дистописки хорор за учесници на смртоносен турнир. Во горчливиот трилер, очајните надпреварувачи соочени со тешкоти и сериозни финансиски долгови, се соочуваат со предизвик да учествуваат во серија извртени детски игри за голема парична награда. Но ако загубат во една од игрите, тие умираат. Главната парична награда за оние кои ќе ги завршат сите 6 игри изнесува 45,6 милиарди јужнокорејски вони или некаде над 36 милиони долари. Гледачите и критичарите реагираа позитивно на серијата, прифаќајќи ја нејзината насилничка природа. А социјалните мрежи деновиве се преплавени од содржини поврзани со јужнокорејската серија. За крај на денешното издание на Шорткат ја издвојуваме веста за лавчето Симба. Имено неколку лица од земјава на своите профили на социјалните мрежи деновиве објавија фотографии со мало лавче. Трендот на фотографирање со лавчето во возила, викендички и хотели во јавноста го обелодени портпаролката на зоолошката градина во Скопје Тина Мицковска. Јавноста бурно реагираше на фотографиите. Иако новинарите ги контактираа државните органи во врска со случајот, детали се уште нема. Ова беше се што ви подготвивме за денес. За било каков коментар или забелешка или предлог за следната емисија, пишете ни на нашиот Инстаграм профил. До следната епизода информирајте се преку рубриката за млади ЦТРЛ на вебсајтот на новинската агенција МetaMG. Се гледам и следната недела во истото време, четврток, 19 часот. Чао, чао!